Добро утро на сите оние кои што сега се вклучуваат на нашата програма. Ја следите емисијата Утринско будење. Време е да започне денешниот разговор. Моја гостинка утрово е Мила Глигоровска, девојче со неизмерен талент кој се докажа со низината улога во најновиот филм Втора шанса. Добро утро, Мила, добре дојде во нашата емисија. Да разговараме најпрво за Втора шанса, за филмот. Колку време се снимаше филмот и колку долго се снимаа сцените каде што ти глумиш? Филмот Втора шанса е француско-македонски филм. Еден дел се снима во Париз, а потоа во Скопје. Сцените каде што глумев и јас се снима во јуни месец. Прво ние кога доаѓавме, се спремавме, ги облакавме костимите, не шминкаше професионален шминкер и на крајот кога бевме со се подготвени, се снимаа сцените. Сцената се снимаше подолго време и се повторуваше по неколку пати. Мојот термин беше од 7 навечер до доцна навечер. Сите од глумците имавме различни термини и доаѓавме различно. Ние за време на паузите имавме кетеринг, така се дружевме со глумците и се забавувавме. Значи ти се запозна со сите глумци, се дружеше со нив, сето тоа беше забавно, значи. Да. Која беше твојата улога во филмот? Мојата улога во филмот беше едно мало девојче Наташа, кој треба да изгледа сладко и срамежливо. Таа е бездомник со своето мало семејство бездомници. Таткото Павел кој свири на кавал и мајката Ања. Тие живеат покрај реката Вардар под камениот мост. Околу нив се наоѓа богатиот живот и убавите споменици и палати. Исто така меѓу нив има еден ѕид. Од едната страна на ѕидот се гледа богатиот живот, а од другата страна на ձидот се гледа сиромаштијата и бедата во кои се наоѓаат они. Така. Дали претходно имаш глумено нешто слично на ова? Јас за прв пат глумам во ваков професионален филм Втора шанса. Претходно имав глумено во Кошмар во синот Ана Андонова. Јас таму бев главна улога, позитивен лик. Темата беше дека секогаш добрината победува и навистина секогаш добрината победува и јас след идеализмот на младиот човек од Игор Томевски, јас таму глумев статист. Така. Дали ти беше тешко да ја подготвиш својата улога, бидејќи нели глумеше сладко, малечко девојче бездомник, дали имаше проблем да изглумиш некоја сцена, некој дел? Мене не ми беше тешко, откако ја прочитав скриптата. Ми стана јасно што треба да го глумам, но прво размислував што значи да се биде бездомник. Јас често размислував како ми би било мене јас да сум на нивно место. Не е само работата да го кажеш текстот и готово сум изглумил. Работата е да ги пренесеш вистинските чувства и тогаш може да се види дали си одглумил нешто. Мене не ми беше тешко, иако се случуваа мали промени во сцената и во текстот, но сепак мене не ми беше тешко. Јас додека ја читав скриптата, ме погоди една сцена, бидејќи откако девојката ќе стане богата, јас повеќе мислев дека нема да не сака. Јас бев тогаш многу тажна и многу љута и често ја прашував мајка ми дали веќе нема да не сака девојката и мајка ми за да ме утеши ми рече дека тоа е само филм. И јас си реков на мајка ми тоа не е само филм, може и некој човек навистина живее таков живот. Така. Значи се растажи од таа сцена. Да. И на филмот на крај ги сака девојката или не? Потоа ќе ни понуди да живеете со неа? Да живееме со неа, да бидеме богати како неа, но ние нема да прифатиме да видат во каков луксус живееме. Така. За што се работи во филмот општо? Која е темата на филмот? Што сака да прикажат режисерите со Во него? филмот се работи за една приказна која е снимена во Париз. Се раскажува за една девојка која е уметник и преку едно писмо нејзиниот живот и се променува, а преку тоа писмо се раскажува приказната снимена во Скопје. И во двете приказни има и свештеник и куќе. Во Скопје се раскажува за една девојка која останува без дом и се спријателува
семејство бездомници. Тие живеат под камениот мост, покрив над главата им се ѕвездите. Исто така тука се работи за еден свештеник, којто и не ги приметува бездомниците и се прави дека ги нема. Тука е главна улога и едно куче, кој тој се испријателува со девојката и го променува животот и дава втора шанса во животот. Јас сватив од овој филм дека животот може да ти се промени, а и животот може да ти даде втора шанса, а ти треба да искористиш и испочитуваш и да им помагаш на бездомниците. Така, значи научи нешто тој филм, освен што си одигра својата улога, влезе до толку во неа и ти да научиш што е правилното. Да. Кој е режисер на овој филм? Режисер на филмот е Андреа Босони, таа е италијанска филмска режисерка, монтажерка, сценаристка и писателка. Нејзината инспирација за да ја напише приказната, а потоа да го сними и филмот е од секојдневниот живот. Таа е секогаш супер личност, секогаш е насмејана и со позитивна енергија. Убаво ми беше да се работи со неа, иако е голем режисер, но сепак со нас се однесуваше најнормално. Јас снимав трима, таа беше полна со разбирање и љубезност кон сите актери. Многу сум среќна што запознав таква личност во мојот живот. Така. Содржа и промоцијата на филмот, премиерата, како реагираа присутните кога го видоа филмот? За прв пат промоцијата се одржа во Скопје, во кинотека. Беше многу свечено, имаше многу народ, многу публика. Сите ние нестрпливо го чекавме да го гледаме филмот. Навистина е многу убаво да се видиш на големото платно и на публиката и се допадна филмот. Режисерката филмот ќе го испрати на многу филмски светски фестивали. Филмот е преведен на 5 јазици, а се зборува на македонски и на француски. Така. Значи сите реагираа убаво, а можеби ете ќе те гледаме и на големите филмски платна низ светот, па можеби ќе добиеш и некоја награда за својата улога. Да се надеваме на тоа. Какви коментари доби ти за својата улога конкретно? Јас добив многу убави коментари, многу позитивни коментари од сите присутни. Добив многу убав коментар од Нена Здравева, на кого е посветен филмот. Таа мене ми рече дека јас не сум за тука, јас сум за надвор од државата. Исто така добив многу убав коментар од најглавната продуцентка на Мајн продукција Ирена Лазарова и многу убав коментар добив од режисерката Андреа Босони. Таа мене ми пофали и ми рече дека мојата улога е една од најдобрите улоги изгумено во овој филм. Им благодарам многу за убавите коментари кои мене многу ми значат. Така. До сега те гледавме на театар, сега те видовме и на филм. Што е различно во глумењето на театар и глумењето во филм? Различно во театарот во глумењето е дека цело време работиш со една актерска екипа. Таму сите глумци присуствуваат, има многу ликови, зависи од сцените, така се менуваат и ликовите. Тоа е една тимска работа, ненадејно може да се случи некој да заборави текст, а ти треба да бидеш спремен на се, а тоа публиката да не го примети. Различно во театарот е дека цело време се сочува со публиката и не се менуваат сцените и ни врачаат. А во филмот е различно дека цело време те следи камерата, има многу луѓе околу тебе, има камерман, продуцент, режисер и многу други луѓе. Пристапот е многу пореален. Ти треба да ги пренесеш сите чувства кон камерата. Така. Дали имаше трема, бидејќи имаше толку луѓе, камермани? Дали имаше трема со тоа што имаше толкава публика, да речам? Иако тоа не беа публика, нели? Јас немав трема. Значи немаше трем. Да. А ако би бирала, што ти се допаѓа повеќе? Театар или филм? Каде би глумела во еднина? Јас не би можела да одлучам што повеќе ми се допаѓа. Јас мислам и двете дека ми се допаѓаат, но сепак е различно чувството, глумењето во театар и глумењето во филм. Има една голема разлика, но сепак тие мене многу ми исполнуваат, бидејќи се различни. Ние во театарот вежбаме дикција, пееме песни, глумиме и потоа ние стануваме искусни актери. А јас сум више од глумата, јас сум член на театарот од 3,5 години, а јас веќе во филмот глумев со искусни актери. Така, значи не би бирала, би глумела и на театар и во филм. Да. Само да глумиш, нели тоа ти е желбата. Така, да разговараме малку и за твоите театарски улоги, која ти е омилена до сега? Па јас имам на 8 изгумено представи,
Првата представа која никогаш не се заборава е Витезите пеат. Јас таму глумев балерината Шпага. За прв пат ја почувствував сцената и продолжив да одам на Гугума. Една од моите наомилени улоги ми беше Госпоđа министерка. Јас таму глумев наставничка по англиски Наташа. Јас многу сакам такви улоги да бидам построга, појасна. Слична улога ми беше и во Сумнително лице, полицајката Ацка глумев и сум глумела и принцеза. Тоа прекрасна ми беше улогата. Се замислив како да сум принцеза. Убав, прекрасен ми беше костимот, а за мене најважен костимот, бидејќи треба да е ист како што и улогата е иста. Затоа публиката да разбере што глумиш. Јас до сега имам многу театарски представи изглумено. Имам во Племето Зорго, Дом за старци, имам Магионичарот, и во Имам право и многу други. Значи, највеќе ги сакаш тие строги улоги што се, сакаш да глумиш строга. И во секоја улога се трудиш да се пронајдеш прво, да ја анализираш, да видиш како ти би се поставила. Браво, на вистински глумец. Каде ќе можеме тебе да те видиме наредно? Што следно од тебе? Ние сега во театарот спремаме на нова представа Пиратите од Горномало, враќање на сенките. Јас таму ќе глумам пират, се надевам дека ќе ви се допадне комедија. Јас ќе глумам комедична улога, пират, за прв пат во машка улога. А за филмското глумење ќе видиме што ќе се случи понатаму. Така, значи очекуваме нови работи од тебе, ќе те видиме и во улога на машко. Нема да биде оваа строга улога, нели? Ќе биде смешна? И смешна. И строга малку. И строга. Значи, очекувам да видиме што ќе се случи. Јас верувам дека ти ќе постигнеш многу успеси, дека улогата ќе ти биде успешна, да се надеваме дека ќе те гледаме повторно и на филмското платно, повторно со светски познати режисери со јака филмска продукција и да се надеваме дека ќе добиеш многу награди како актерка. Ви благодарам за поканата. Јас тука уживав, ми беше интересно и би сакала да ги поздравам мојата наставничка Весна и исто така голем поздрав до режисерката Андреја Босони. Голем поздрав до нив. Ти благодарам на тебе што дојде во нашата емисија. Секогаш е супер да ти имаме тебе како гостинка, да се надеваме дека повторно ќе гостуваш и разговараме за некои нови успеси, нови филмови, нови театарски представи. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Слатката Мила. Ете, слушнавте се што има да каже и за нејзините големи успеси. Сега продолжуваме со музика. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Утринско будење. Се надевам дека со денешните содржини ви го разубавивме утрото, ви посакувам уште поубав ден. Секако останете со програмата на телевизија Ултра и со нови содржини следете не утре во истиот термин. Имајте убав ден. Пријатно!